Денес до Уставниот суд подесовме иницијатива со која бараме испитување на постојни околности кај Стево Пендаровски с кои може да влијаат за попречување на неговата функција. Стево Пендаровски на 13 август годинава даде изјава со која што македонските војно-полициски сили во битката за Речиново ги направи неуспешни и некомпетентни. Иако во тоа време тие стотина терористи во Речиново може да бидат решени во секој време доколку не паднеше договор да влезат силите на НАТО и да ги извлечат од тоа мало село. Со ваквата своја изјава Стево Пендаровски на отворена сцена ја понижи сопствената армија, а то толку повеќе што покрај претседателот на државата тој во исто време согласно уставот ја врши и врховен командант на вооружените сили. Не постои нормален претседател во светот кој што свесно ги понижува своите воени сили. Не постои во историјата на војувањето, во општата историја во светот каде што еден претседател дава изјави против својата армија. Од тука ваквите наводи на Стево Пендаровски побудуваат сериозно внимание дека кај него постојат случаи кои што влијаат на неговата душевна способност и слабоумност в контекст на тоа што не може да го свати интересот на државата и армијата. Во прилог на нашите наводи уште да спомнам уште најмалку 4 примери. Така во јуни месец ланската година Стево Пендаровски, најголемиот македонски револуционер, идеолог, Гоце Делчев го направи бугарин, за по 2 дена самиот се демантираше и полемизираше со самиот себе. Понатаму во март месец ланската година изјави дека Македонија нема капацитет, нема способност и нема доволно ресурси да прогласи кризна состојба на целата територија, иако овие податоци влегуваат во доменот на државна тајна. Трета работа годинава по повод 118 години од Илинденското востание ја се смени карактерот на прославата, ја смени таа повеќе децениска традиција и му го одзема на народот правото да ги чествува жртвите од Илинденскиот период. И четврто, има најмалку 10 на негови изјави околу името, кои потоа на еден чуден, сомнителен начин самиот си ги погази, зашто на Уставниот суд му доставуваме и видео прилог. За Единствена Македонија, како национална и патриотска партија која секогаш на првата линија во одбрана на националните интереси, не може да стои настрана од ваквото однесување на Пендаровски и доколку продолжат ваквите негови искази можат сериозно да влијаат врз самата држава како на домашен така и на меѓународен план. Затоа очекуваме Уставниот суд да ја земе во разгледување нашата иницијатива и да постапи согласно своите надлежности. Инаку иницијативата ја поднесуваме согласно член 60 став 1 од деловникот за работа на Уставниот суд, кој што сега согласно ставот 2 од истиот член треба да ги испита нашите наводи и врз основа на одредени експертски стручни мислења, медицински и од други органи да ја донесе својата одлука по согласно со член 82 став 2 од Уставот на Република Македонија.